Почитувани граѓани, почитувани медиуми, скандалот во Министерството за внатрешни работи со милионскиот тендер за организирање возачки испити мириса, смрди на корупција и мора да биде целосно расчистен. Новоооснована фирма, зад која стои советник на ВМРО ДПМН, доби милионски бизнис од Министерството за внатрешни работи. Практично сите полагања на возачки испити во Битола, Прилеп и Ресен беа доверени токму на оваа фирма блиска до власта со монопол од 5 години. На крајно сомнителен начин и со прашање дали воопшто ги исполнува условите. СДСМ почитувани реагираше за овој скандал, побара реакција од Државната комисија за спречување корупција, од основното обвинителство и од сите надлежни институции. Додека се чека реакција од некоја институција, скандалот се потврди и се прошири. Истото Министерство за внатрешни работи на Тошковски, која процени дека супервозач ги исполнува условите за работа, деновиве го затвори центарот. Замислете поради тоа што немал соодветна документација, немал стручен кадар, немал возила и не водел уредна евиденција. Сега прашањето е дали Министерството за внатрешни работи на Панче Тошковски доделила лиценца на фирма која од старт не ги исполнувала потребните услови. Дали милионскиот тендер е доделен само поради тоа што зад оваа фирма стои советник на ВМРО ДПМН. Ова ли е шемата за испомпување на парите на граѓаните преку фирми кои се блиски до власта? Ова почитувани се јасни индиции дека постои основано сомнение за однапред наместен тендер, сомнежи за корупција кои мора темелно да се истражат. По скандалот со набавката на униформи, втор пат се случува крупен сомнителен тендер во Министерството за внатрешни работи за краток период. Ке понесе ли Панче Тошковски одговорност? Наместо да се бори со криминал, Министерството стана извор на корупција за сомнителни тендери. СДСМ бара Државната комисија за спречување корупција веднаш да отвори предмет за целиот тендер, а основното јавно обвинителство да покрене истрага и да утврди одговорност. Македонија не смее да биде плен за организиран партиски грабеж кој на големо гледаме дека се случува. Ви благодарам.